Дистрикт, цел през студио интервју на Зоран Иванов со Ивица Боцевски. Ивица Боцевски, скопјанец, дипломец на правен при УКИМ, постдипломец на Универзитетот во Питсбург во Соединетите Американски држави во областа на јавните и меѓународните работи. Блогер, колумнист, аналитичар, но и политичар, член или само представник на неколку македонски политички партии како Социјалдемократскиот сојуз, Либерално-демократската партија, ВМРО ДПМНЕ и владин портпарол, советник на председателот на државата, министер, амбасадор, сигурно многу работи испуштив и веројатно тоа и поради тоа што се уште го нема на Википедија. Ивица Боцевски, добро дојдовте во Дистрикт на Цил прес студио. Ќе додадете нешто, ќе одземете, ќе демантирате, ќе коригирате? Не, само нешто ќе додадам. И како студентски денови прва пракса ми беше во Македонската радио телевизија, кога еден познат новинар беше во заминување, се викаше Зоран Иванов. И нормално, многу нас не шливеше, кажано по скопски вака. Што бевме во младите дека не виде дека еден таму листа Српско време. И од тогаш се знам со Зоран Иванов, таман да го подсетам. Благодарен на впечатокот, мисли дека не ме доживуваат како препотентен, но... Не, од тој момент натака не, до тој момент велев, Тоа значи до вас било Боцевски недоменет? Да, секако. За гледачите на Дистрикт, што уште би додале? Растете во Скопје, тука игравте, се забавувавте, не знам, джамли, не знам, школки, па средна школа, гимназија, каде? Средна школа бе во Никола Карев, основно училиште бе во Лазо Трпевски, па во Јосип Броз Тито, кое што сега се вика Петар Попарсов во Влае. Значи, таму бев основно и во... Добро, и од ништо не се интересира за техника, нешто за авиација, за пилот? Роден е израснат карпошенец. Не. Значи, во младоста ме интересираше малку, астрономија ме интересираше, астрофизика посебно. Немам такво ексклузивно хоби како вас. Падобранството не ми е... Мислев да, зошто токму обштествени науки, таа аналитика, политички науки во тој дел? Долго време имав дилема околу студиите. И бев математичка гимназија, тогаш беше Никола Карев. Се мислев, затоа што учествував и на тие нели надпревари математика, физика, астрономија и така натаму. Меѓутоа не знам, едноставно ме влечеше овој дел поврзан. Ве нема на Википедија, спомнав. Треба друг да напишете или вие ќе напишете некоја биографија? Па не треба на Википедија, срамота е сам за себе да пишувам биографија, не сум да толку препотентен, како што спомнавме пред малку, нели? Колку што знам, има на бугарска, на англиска, француски, на руска Википедија, ми нема на македонска. Некопав натаму. Да. Бразил би заминале приватно? Да, зашо да не? Тоа е еден фасцинантен континент, целиот тој континент е фасцинантен од секој аспект. Не само тоа, за мене беше покрај дипломатскиот предизвик, економскиот и политичкиот, еден културен предизвик. Меѓу другото, тоа беше средба со континентот на неколкумина од моите омилени писатели, вклучиво го и најомилениот Марија Варгас Љоса. Така што тоа беше една интересна. Добро, и на плажите, на карневалот, на... Апсолутно, значи, ако зборуваме за културата, целиот тој пакет, меѓу другото и пакетот ги вклучува, например, и Буенос Ајрес, нели, Париз на јужната хемисфера, потоа Мачу Пикчу, Лима, оние културните знаменитости, меѓутоа не. Критично и клучно околу нашето присуство таму е фактот што Бразилија е 6-ти дипломатски центар во светот. Јас си отворив 135-та амбасада во Бразилија. До сега има 142, така што ние бевме меѓу последните земји македонска, да. Инаку не сум прв, јас сум трет македонски амбасадор во Бразил, пред мене биле Коле Чашуле и Бранко Трпеновски, ректорот на Скопскиот универзитет. Така, тоа и во југословенските времиња. Па секој југословенски амбасадор бил и македонски амбасадор, кога се согласите. Но ајде кога сме тука сега, вие го кажавте како фалба и е тоа легитимно. Јас малку и како дел од јавноста и од мојот аспект, нели е толку амбасади прескапо за Македонија? Не имаме малку амбасади. За овој потенцијал. Не Второ, како членка на НАТО сега, утре може би во процес на Европска Унија, која сме ние економска па и дипломатска моќ да
На тој тип да комуницираме, разбирали ви се за конзуларните представништа, не за конзуларните, седиштата, но што не ли е прескапо за една Македонија и незиното влијание во светот? Прво, не само што не е прескапо, тука е неопходно. Вие кога ќе ставите на еден фирма, каде што ќе пишува леблеби джилница, тоа подразбира дека внатре има леблебија, семки, сончоглед и така натаму, лижавчиња и сите оние работи кои што ги произведува во нашето детство. Не сум видел одамна таква продавница, морам да кажам. Кога ќе ставите држава, суверена држава, тоа подразбира дека вие мора да имате дипломатија која што ве представува секаде во светот. Ние имаме една провинцијска дипломатија која што се фокусира главно на некои земји од Европската унија, меѓутоа имаме народ кој што е многу мобилен, кој што е многу глобализиран, имаме диаспора на секаде во светот и не само тоа. Во моментов сите земји, мали или големи, отвараат своји представништва во клучните земји од Г20. Г20 тоа се силите на новиот свет. Македонија во земјите од Г20 се уште има точки кои што не ги покрива. Второ, не е точно дека е гломазна, не е точно дека е прескапа, туку напротив е подценета. Македонија треба да има мрежа која што ќе покрие овој дел од светот, кој што ќе пружа и конзуларни работи за своите граѓани, но и ќе си ги брка и политичките и економските работи. Знаете, ја го видов тоа во живо, затоа што во Бразил е полесна комуникацијата. Тоа е се како имаш, јас прашав од аспект на економскиот потенцијал на држава. Не, економскиот потенцијал може да издржи и двојно и тројно поголема дипломатија, зашто ако земе според бројките од буџет што се издвојува за дипломатија, Македонија е една од најскромните на Балканот. И не само тоа, туку има земји помали од Македонија, има земји посиромашни од Македонија со посилни дипломати, значи не е само до имиџот. Кога ќе кажете дека сте држава, тоа подразбира и нешто друго. И да додадам, мислам дека ако треба да зборуваме за нешто, треба да зборуваме за заокружување на оваа дипломатска мрежа и потоа за внатрешно вложување во таа дипломатска мрежа за учење на јазици, регионални студии и така натаму, врските со универзитетите, врските со стопанските комори, врските со културата, врските меѓу другото и со медиумите, затоа што сето тоа во Бразил имате, во Бразилија имавте персонал. Да, македонски, нешто. Македонски не. Домицилното население. Имав персонал од домицилното население, меѓутоа постои една македонска диаспора и во Бразил и во Аргентина. Тоа е главно се имало 3 брана. Едниот бран е некаде за време на Турско, па завршува околу војните, потоа меѓу двете светски војни, има еден бран дури и по Втората светска војна, се до моментот додека зборуваат македонски. Зборуваат македонски, за жал, само постарите генерации, овие средните генерации, каде што веќе се мијават, тие средни генерации разбираат, помладите генерации послабо. Дел има, да речем, и од моја генерација. Јас сум роден во 70-тите години. Знаете дека во тој период, посебно во 90-тите, дека беа југословенските војни, имавме големо иселување на луѓе од моја генерација. Но тие се концентрирани, да речеме, во градови како Сао Пауло или Буенос Ајрес, Сантјаго де Чиле, каде што се оние стартап компании, универзитети, големи глобални компании и така натаму. Овие нашиве се главно во Аргентина, затоа што Аргентина тогаш на времето нашиве која кажува давала повеќе можности во ја дознав една работа што ми беше чудна, потоа ја проверив тука со историчарите. Нашите на времето кога велеле одам во Америка, тоа било од Аљаска до Патагонија. Имало 2 влезни пристаништа, Њујорк и Буенос Ајрес. Така што дел завршиле таму долу, дел завршиле горе. Што е разликата? Разликата е ваму овие земји се уште побрзи со интеграцијата од Соединетите американски држави, тоа е едно. Второ, нашите не сакале да во грчки или во српски цркви. И дел од нив преку хрватската заедница влегол во некој мејнстрим таму и веќе си има интегрирано. Дел од нив се уште ги чува врските сакале. Уникате некој македонски канал. Ајде да се вратиме. Би заминале повторно амбасадор, секако во некој од сега мојот, прочитавте мојата биографија, мојата специализација животна е токму во тој дел, во делот на меѓународните односи. Вие бевте во Бразилија амбасадор на Република Македонија, а кога сега би оделе како амбасадор на Република Северна Македонија. Тоа е сериозен проблем за мене, мора да кажем, морален проблем, затоа што имам проблем да го прифатам тоа северна некако не ми шкрипи многу, мора да кажем. Но ако има понуда, сепак ќе голтнете, нели? Сепак е амбасадор, нели? Или еднаш амбасадор, секојаш амбасадор, па не е битно дали сте активен. Па не, битно е да е човек активен. Битно е да е активен онаму каде што смета дека може да... Ви пречи НАТО, Боцевски? Зошто да ми пречи НАТО? Зошто ви пречи Северна, па без Северна нема НАТО? Не, прво, значи во биографијата, во делот на тие работи кои што не ги прочитавте, е делот и дека јас сум оснивачот на меѓу тие првите што беа македонски студентски друженија кои што се залагаа за тие работи, за западна интеграција, за НАТО, за Европска унија и така натаму.
не им пречи. Мислам дека можеше да се влезе и без НАТО. И држам до таа теза. Мислите без дека Преспанскиот? Без Преспанскиот договор, пардон. Можеше да се влезе во НАТО без Преспанскиот договор. Мислам дека имаше можност за некој. Ами кој воопшто, можете ли да помислите дека некој воопшто во Македонија сака да го промени уставното име за нешто да направи? Значи морало да се Не, нешто да се значи направи. мора да ви кажам дека Вие сте дипломат, ја од тој аспект ве прашувам. Токму тој аспект ви одговарам. Тој процес трае 20 години, нели? Кој сме, сега сме, како што гледам, 12 Седно, да. ова април 2022 година. Се уште имам проблем да го... Значи, онаа пресконференција, кога излезе премиерот Заев тогашен, кога ја најави Северна, а сите позади него беа со бели, со зелени фаци. амбасадор не се очекува толку емоции на вакви работи. Утре ќе преговарате како амбасадори на некои други воени посоптилни работи. Мене ме прашувате за емоции врзани со мојот личен идентитет, тука сум емотивен. Како личен идентитет? За не сте македонец вие. Јас сум македонец, меѓутоа од Македонија, не од Северна. И ќе си останам македонец од Македонија, до за секогаш. Северна не можам да ја прифатам, спротивно на сите мои убедувања. Вие сте македонец од Халкидики, од Солун или од Благоевград? И тоа е Македонија. Па и тоа е Македонија, не го спорам тоа. И што е спорното? Па спорното е што само има една држава Македонија. Па добро, има Што беше проблем? Што беше проблем да остане државата Македонија? Зошто мораше да биде наградена со Северна? Никој жив во Македонија, во оваа наша држава Македонија, не сакаше промена на името, но желбата беше на политичките субјекти, па и на голем број народот да станеме членки на НАТО. На референдумот не испадна. Се чувствувате ли вака побезбеден во оваа држава Македонија, Република Македонија? Не се чувствам победен. Ваша и моја како членка на НАТО? Тоа ми е прашањето, како членка на НАТО. Не, како членка на НАТО, значи, ајде да ги раздвоиме двете нешта. Значи, членка на НАТО и дали се чувствам побезбеден. Членка на НАТО, да, тоа беше една стратегиска цел, но не требаше да се случи. Не, вие, дали државата е побезбедна? Државата не е побезбедна затоа што се создаде еден внатрешен проблем, се создаде една тешка внатрешна поделба, се создаде еден македонски конфликт. Вие пред малку спомнате, уште малку време ми треба ќе да го стварам тоа Северна, веројатно ќе помине. Не го реков. Нема да ви помине. Ја го реков, уште имам проблем Дали да се соочам со фактот дека можеше некој да излезе, 4 години помина. Јас сум имал лични шокови секој од нас има во животот, нели, интимни, вакви, онакви, едно друго. Меѓутоа, ова е нешто што најдолго ми трае. Ја во животов не сум се соочил со далеко поголеми шокови. Со таа пресконференција, со таа Северна, уште се нема соочено. И не можам. Едноставно, нешто не ми дава. Добро, и сметам само да се докажам. Сте голем вербален борец, простите за ова вербален, да се поништи Преспанскиот, да се врати. Фактички. Како мислите да се води таа битка? Јас не сум застапник на оние кои што сметаат дека тоа преку ноќ ќе се случи, дека сега мислам дека тоа ќе биде резултат на една долга културна борба и на една долга правна борба за таа работа се поништи. Значи не велам дека сега треба да се влегуваме во некои епизоди кои што ќе направат поголема штета отколку корист. Меѓутоа, што е културна борба? Културна борба е ова нашиот разговор. Вие можеби во Бразил не можевте да го почувствувате делот, да бевте амбасадор во Европа, можеби малку повеќе. Бевте амбасадор на Република Македонија, сега би биле на Република Северна Македонија. Таму во Бразил билатерално никој не би правил проблем, нели? Бразил не има признато и како Република Македонија. Но уште еден член ако таму седнал на мултилатерала, државата ќе била Северна Македонија. Дали не би пречеше фиром на олимпијадите? Не, ќе ви кажам. Не кажете ми Боцевски, само ви одговарам на олимпијадите и на светските првенства. Ја бев на еден од најдобрите. Не ме разбирате, ја не ја бранам Северна, но таа е тука, затоа зборувам. Значи, еве ви кажам, ја бев на потпишувањето на мировниот договор меѓу Колумбија и ФАРК. Како представник на еден од 160 земји беа присутни таму, најдолга граѓанска војна во светот. Добро, и никој не правеше проблем за тоа, така? Македонија беше таму. Затоа што Македонија не беше потписник на тој форум. Била наблюдувач таму. Ама без разлика, Македонија беше таму. И не само тоа, еве во Бразил спомнате, во Бразил никаде никој мене не ми собратил како фирум, токму затоа што земјата не признава како Македонија. Да беше, не знам, во Атина тој состанок, ќе поминете со Република Македонија? Во Атина е нешто друго. Во Атина имавме ние и друг начин на усогласеност како меѓусебно ќе се обраќаме, за да може да функционира таму дипломатија. Ајде го оставиме на страна што било. Да. Тврдите дека може да се поништи Преспанскиот однос, да се врати. Ние бевме забележани во тетрадката на Обединените нации како поранешна Југословенска република Македонија. Како референца, Значи бевме привремено запишани со привремено име. Бевме привремена држава, членка на Обединените нации. Добро.
Сега сме постојана членка. Добро. И тоа му пречи на Ивица Боцевски. Не, мене ми пречи што таму не е запишана Македонија. Мене не, тоа ми пречи. Не разбрам каде не е запишана Македонија. Македонија, како Република Македонија, не е запишана во Обединетите нации. Некоја северна е таму запишана. И тоа е неправедно. Брендот Македонија, што е во името на државата, што е заведено и во нашиот устав и во Обединетите нации, практично укажува дека Македонија е единствената држава во светот што го носи тоа име. Па зошто не е само Македонија тогаш? Што е проблемот? Вие проблемот го знаете подобро. А зошто не е тогаш Македонија? Секој од нас би сакал да е Македонија, Епа, но од X причини не е. Но ние сме сепак единствената држава, кога зборуваме за Република или Северна, која го носи името Македонија. Што е тогаш проблем да отпадне Северна? Тоа треба во Атина да ги прашате. Што велат таму? Ако они имаат проблем, тогаш е нивни проблем. Се видете, ова го спомнав, се познаваме. Вие сте дипломат, кој ќе кажете нивни проблем. Да. Па тие може да не разговараат со нас на таа тема и никому ништо, ние ќе си останеме фиром. Така? Не зошто? Затоа што има две резолуции на Обединетите нации. Како што каде што не дефинираат како фиром. Како што пративме нота дека сме Северна, ќе пратиме нота дека сме Македонија. Тоа е тоа. Еден ден ќе дојде до тоа. Еден ден тоа ќе се случи. Секако после Трета светска војна и упоредно да, може. Не, зошто толку далеко одите? Па ако се сеќавате добро, и јас и вие бевме државјани на Југославија, така ли? Во таа Југославија мојот прв пасош во животот беше на македонски јазик. Му пречеше тоа некому? Не му пречеше никому. Откаде сега тоа некому пречи се? Тоа што мојата земја се вика Македонија, па морам ја да нагрдувам со Северна. Нема, Ивица ставиам таму Јужна како вие Македонија. настапувате како јас да сум од грчка страна, па ме убедувате. Нема, а јас сум на ваша страна тоа. Но таа борба е залудна. Не е залудна. Кога ќе трошиме енергија на супти работи овде балкански. Затоа што страната која што се залага за легитимација на Северна не го уважува моето мислење и мислењето на многумина како мене кои што велат дека таа работа не оди. Значи ние да се обединиме како народ, треба да седнеме. Ние што сме македонци од Македонија и овие што се чувствуваат како македонци од Северна и да видиме како ќе се споиме, како ќе функционираме понатаму. Тоа е клучното прашање овдека. Значи беше изгазено правото на луѓето што бе Мислам дека малку тука грешите. Не можете да зборувате за чувства за други луѓе. Ние што сме македонци во Македонија, сите сме македонци. А и сите што се македонци надвор од Македонија, си се македонци. Не се ништо друго, сме македонци. Затоа зборувам. Значи мора да се уважи сентиментот на луѓето кои што не сакаа промена на името и не сакаат промена на името. Ние за да може да функционираме како нација, мораме за ова отворено да разговараме. Значи, еден дел од народот, јас сум тој дел од еден микродел од тој народ, вели оваа работа не можеме да ја свариме. Дали за Македонија ќе беше крената рампата за НАТО, а еве сега и на патот за Европска унија, доколку ние не направивме тој болен компромис, се согласувам. Вие знаете дека во историјата нема што би било, кога би било. Дали доколку не беше направена промената на името и почнеше руската инвазија, дали сега Македонија ќе влезеше како Македонија? Никој не може да знае. Никој не може да знае ова за компромисот што кажувате. Сигурно немаше да влезе, Грција ќе кренеше пак. Ама не, ова што кажувате сега, не. Дојдовме до блокадата. Што би било, кога би било? Што би било, кога би било? Дојдовме до Софиската блокада, до бугарската блокада. Еве почна војната во Украина, ќе влезе Македонија во Европска унија? Не. Затоа што Бугарија нема намера да ја крене рампата. И тоа е проблем. Кои се вашите прогнози? Па јас би сакал, да речеме, иако резултатов не ми прогнози кога велам докаде Македонија би можела да оди во компромис, еве сега со источниот компромис, ја мислам дека не треба да нели или не треба воопшто. Па нели компромис направивме за да се подпише тој договор за, значи знаете, сме дискутирале, тој договор беше пречистен, останаа 3 точки. Тие 3 точки ги прифати Зоран Заев и еве влеговме во блокада. Токму заради прифаќањето на тие 3 точки. Значи да се направи компромис, него се отиде подалеку отколку што требаше да се отиде со Бугарија. И сега треба да седнуваме, пак треба да правиме преговори. Тоа значи се откажуваме од Европска унија. Не значи зошто да значи. Па
Зашто се Ќе оставиме времето од 2-30 години да тече Не, па прво нема Што да е тече. прогнозата, тоа ве прашувам. Според мене, прво треба да видиме што е прогнозата за Европската унија околу иднината на европската интеграција. Гледаме дека таа работа е малку заглавена. Мислите на Европската унија? Европската на самата Европска. Самата Европска унија прво треба да одлучи што ќе прави затоа што и вие сте буден проследувач на сите овие работи, ги знаете. Иако имат отворено Црна Гора и Србија преговори, како што има и Македонија, овие што се објективни наблюдувачи, не само домашните, зборам за меѓународните, тие не велат дека Црна Гора и Србија имаат одмакната од Македонија или се поблиску кон ЕУ од Македонија, имајќи предвид каде се наоѓаат тие преговарачки процеси, што работила Македонија до сега. Значи, гледаме дека иако ваму се отворени преговорите, во црногорскиот случај дури е и ја не знам како да го наречам, сите преговори се отворени, знаете само кои преговори се затворени во нивниот случај? Онаму кај што нема европско законодавство. Само да ви илустрирам, тоа значи дека кога ги отварат преговорите, Европа вика вака: ние тука немаме законодавство, но ова се нашите принципи. И читаат политички принципи. А овие од другата страна велат: а да, и ние согласуваме со тие принципи. Само тие поглавја ги има затворена Црна Гора, замислете. Ниту едно од реалните поглавја. Значи, мислам дека Европската унија во моментов нема идеја што да прави со Балканот, тоа е и наш проблем. Така? И со самата себе, може би, и во тоа. некои елементи. Друго, се спомна дека можеби една работа која што мислам дека беше многу несмислено направена од председателот Пендаровски, се спомна дека за време на оној големиот, мислам дека беше во рамки на балканскиот процес, онаа средба што имаше во Париз со некои балкански лидери, кога седеа или пија калвада со 1914 година со Вучич, да, Европскиот економски простор. Мислам дека за тој потек никогаш не е доцнен. Јас сметам дека тој потек, ако се стави на маса, дека треба да се зграбчи со двете раце. Зошто? Затоа што вие кога Тој не треба да се стави на маса, треба можеби Македонија да побара. Па и Македонија треба да побара. Зошто? Затоа што вие ако економски се интегрирате, што значи тоа? Членките на Европскиот економски простор ги уживаат сите 4 слободи на Тој чин секако не суспендира интеграцијата. Не само тоа, него пасошот на земја членка на Европскиот економски простор има иста тежина како пасош на земја членка на Унијата. Значи, јас и Зоран Иванов ќе можеме да отидеме и да направиме фирма во Рим. И од Рим да правиме бизнес. Ке треба капитал за тоа. Само сакам сега да кажам. Ивица Боцевски во ВМРО ДПМН, Не во сум член на либералите, партија. не сте член на партија. Пописот заврши, што ве изнервира? Па прво ме изнервира фактот што онака несмасно се тераше целата постапка со пописот. Апостол Симевски Ја тераше несмасно власта или опозицијата? Не, власта и Апостол Симевски. А опозицијата? Па опозицијата нема одговорност околу таа А работа. повиците за споредува? политичката одговорност, повиците за бойкот, за не отварам врата, за поддршка на такви Се одговорноста на власта е за сите, не е одговорноста само кога ќе земеш власт, одговорен си за тие што се неодговорни. На крајот колку што знам јас така ме училе мене. Нели? Не Кога ќе прашувам земеш за, власт. за цивилизацијската одговорност дека некој процес треба да се спроведе кој не зависи од политичка тоа не е во програма на политички партии. Не сакам никога да оправдам, јас се попишав. Дојде еден можеби глаголов Отворивте врата? Да. Без проблем, меѓутоа дечкото не сакаше да не влезе ги внатре. повикавте, не ги послушавте повиците за бойкот? Не, дечкото еден пристоен фин дечко, сакаше да влезе внатре, ја го понудив да влезе внатре, тој не сакаше, не знам, такви биле правилата и така натаму. Си направивме еден фин и пристоен мувет, меѓутоа само да се докажам, значи што ми сметаше. Од почетокот до крајот тој процес беше воден несмасно, имаше премногу контрадикторни изјави на председателот на комисијата Вангел, како се викаше, Симевски. Не само тоа, тој е статистичар, тој цело време тераше политика. Баш кај тоа што тој беше еден од оние ликови во Македонија кој што ја водеше онаја небулоза за 600.000 иселени за 5 години. И сега видите, кога имате некој таков кој што верува во равна земја, кој што верува во тоа дека 600.000 се иселили за 5 години, тогаш не можете вие да верувате на процесот, пазете. На крајот испадна дека не се точни неговите бројки. Вака сега да не карикираме, статистиката се податоци собирани на терен. Таа не зависи од нашите лични убедувања, погледи, астрономски некакви карактери така натаму. Имаше ли 600.000 иселени за 5 години? Немаше. Тоа никаде не пишува дека има. Дали кажа тој човек, јас излажав. Дали кажа дека јас намерно се залагав, дали кажа намерно се залагав за тоа за да бидам директор. Сакам да кажам дека процесот не зависи ни од Ивица Боцевски, ни од Зоран Иванов, нити од господин Сивовски, нити од било кој. Него зависи. Тоа зависи од системот. Тоа се луѓе кои
по професионален аспект ги организираат работа. Зависи од човекот што е начело на системот. Немате збор оправдување за бојкотот, а сега се фативме ние за како да не се фатим? Значи пазете се, дали ќе ставам човек што лажал за една работа која што статистичар што лажал, дали ќе ставам бевте малку во политиката или малку повеќе, па бевте во државни институции, па ако зборуваме за лаги, вие лагите ги знаете од прва рака, како од рака се вадат, нели? Еве не може да цитирате моја лага, еве. Не, па сакам да кажам, човеков можеме да цитираме. Сакам да кажам дека статистиката е податок. Тој се прашува, се запишува, се И испрашува каде и е така податокот натаму дека за анализира. 5 години се ишириле 6 тоа што милиони некој луѓе? фантазирал дали е земјата тркалезна или равна, го собира податокот, тоа нема врска со Ама податокот. еве, нели? еве Во таа го. смисла Токму зборувам за затоа, објективност. во моите очи Значи, се статистичар обидувам да спуштам во топката да моите бидеме очи објективни. статистичар е научник, а не некој што верува, еве, за 5, значи човекот што ширеше дека 1,4 милиони луѓе живееле у земја, тоа е Вангел Симевски. Ако е така, испаѓа дека не. Еве, Апостол мислите така? да, апостол, пардон, Вангел па ја. Ако е така, како што тој тврдеше, со 1,4 Не знам што тврдел, ја тие така тврдеше. Тие лични приватни убедувања не сум ги следел дека како сме новинар. 1,4 Мене ме милиони интересираат жители. Еве статистика. јавните личности. Ако сме ние 1,4 милиони жители, испаѓа дека животниот наш стандард е подобар од животниот Ивица стандард на Босевски, Хрватска. бевте Подобар. амбасадор, бевте. Да. Значи за вас се цени службата, како сте биле Апсолутно. амбасадор, а не тоа што сте правиле во некое слободно Апсолутно. време или кои романи сте читале, дали Ама еротски не беше ова во или слободно научни време. или не знам како. Не, ова не е слободно време. Значи благодарение на тој негов политички ангажман, на тие негови политички ставови, Па не е тоа на тие политички негови став, вие лаги, да верувате во на нешто. тие негови лаги, тој излезе и стана директор на Завод статистика. Значи, не е тоа така? Не е тоа така, па не сега. Вака, човекот не е предмет на оваа емисија како не? и само трошиме минути без врска. Како не? Сакате ве прашувам 100 пати не ми одговоривте. Безсмислено. Дали го поддржувавте бојкотот? Па не го поддржував, Па не се огласивте тогаш да кажете како не се луѓе, огласив? пуштете сега Апостол Симовски или не знам Зоран Иванов се. Еве, апостол може да провери таму дека јас сум попишан. Многу лошо звучи глеголов затоа што зборувам на српски јазик, ми се чини. Меѓутоа може да провери таму дека јас сум на тој список. И за тоа второто едното ќе помогне. Еве 130.000 луѓе одбиле да се Ајде подпишат. да И се живееме во држава каде што за жал, како во некои други држави, тие статистички бројки се влезени во закон. И сега еве еден абсурд. Во наредниве 10 години, еве не се 10, 9 се така, до следниот попис од 2030 година. Не сме во Македонија не сме во Македонија да се вработи во целиот јавен сектор. Ниту еден македонец, ниту еден албанец, ниту еден србин, ниту еден ром, бошњак, зашто сите се надзастапени. Во Македонија во идните 10 години ќе смее да се вработуваат во јавниот сектор само луѓе кои што одбиле да се попишат. Зошто? Ако е така, тоа е супер. Па така е. Или е Така е преработена по закон. со администрација. Не, Решете така е се по зашто закон. сте. За Не, да се запрет вработување, да така е оставите по го закон. законот. Не. Фактичката состојба како се зборува дека преработена? македонската администрација е партиски Ама не е преработена. зборам за Нели администрација, ова зборам за добар јавниот потек тука да сектор. Зборам за јавниот сектор. Утре за утре лекар, еве го, лекар се пензионира, така? И се на негово место не може да биде лекар македонец вработен. Не може да биде лекар албанец вработен. Надзастапени се. Мора да биде лекар што одбил да отвори врата. Као ка ги најде. Ајде не карикираме. Не карикираме, сега треба Вангел да иде, нели, и да вика да, овој одби да отвори врата. Еве да сте вие премиер во моментов, кој прв потек би го направиле? Да не се случува нешто се случува со пописов, би го укинале нешто, што би направиле? Не, јас едноставно само би имал еден проблем и би требало да се седне на маса со сите политички партии и да видиме што ќе правиме со овие работи што се во закон. Принцип на правична и равномерна застапеност. Сега е бесмислен. Со таква дупка од луѓе што одбиле да се попишат. Колку се ќе работуваме? 24% албанците се 24% или плюс овие 7 31. Македонците се 54 или 61. Србите се 1% или 8%. Ајде малку да го завртиме не, листот. сакам да кажам. Вие како Значи, аналитичар да го завртите Добро. листот и пописот овие сите процеси, со Добро. сите аномалии, да ги погледнете малку поинаку. Добро. Тие покренаа кај политичките субјекти идеи зашто поврза отворање на уставот, за некакво уставно прекројување. Ви дава ли тоа некаков сигнал? Па не ми дава, затоа што мислам прво дека во моментов уште сме како беше, нели, уште е некоја магла. Ајде да видиме магла За да малку го продолжиме тука Да. Муабетов. Не мора да одговорите на ова Не, прашање. слободно. Вие не сте член на партија. Стефан
На СДСМ е повеќе или на ВМРО ДПМР во моментов? Во моментов. Еве, токму затоа што зборевме, видовте колку сум пламен околу... За да следи следното прашање, да видам дали можам со вас да истуркам нешто на виделина, некој процес. Па не, еве, ви кажам отворено, не можам да гласам ниту за партија, ниту за човек кој што вели дека неговата земја се вика Северна. Тој што вели дека се вика Македонија, за него ќе гласам. Толку. Па немаш таков човек по... Има. Сите што ќе излезат на избори... Еве Зоран Заев, цело време Северна, и покружуваше се Северна. Не Зоран Заев и Христијан Мицковски, сите што ќе излезат на наредните избори, ќе излезат на избори во Република Северна Македонија. Сите меморандуми, печати, не знам се... Мене ми е битно да слушнам изворно од човекот, дали се согласува или не се согласува со преименувањето. Ако вели не се согласувам, тогаш ќе гласам за него без проблем. Ако вели дека се согласува, што би преуредиле во уставот вие? Почнаа дискусии околу овие проценти. Јас пописот го историв, не да разговараме за директорот, туку воопшто што ме познавате од тоа време. Знаете дека уште од тоа време ја бев застапник на малку порадикално граѓанска концепција. Мислам дека во нашиот устав отиде во една лоша бинационална концепција, која што е центрифугална за државата, односно не ја води во насока на интеграција, него нели малку проблематично Боцевски што сега ВМРО форсира некаква граѓанизација, нели е тоа малку вештачко? Имаше не, таа партија имаше што таму тврда дека новото ВМРО практично е практично е во партија на центарот. Малку десно од центарот. Таа партија од основањето до денеска имаше такви осцилации, нели? И секогаш кога ќе се приближи кон овој дел, условно кажано, кон граѓанскиот дел, таа партија не само што добивала на избори, туку добивала на избори, правила реформи, останувала на власт и така натаму. Таму потребнуваат иницијативи за промена на уставот. Тоа што сакам да кажам дека они кога на ВМРО му погодува таа граѓанска опција затоа што таа го отвара кон центарот, кон потенцијалните гласачи и така натаму. Секое друго десничарење го води во еден безизлез од каде што и губи коалиционен потенцијал и губи можност да биде на власт и така натаму. Тука се граѓанизира Македонија. Не. И покрај ова пописот и резултатите дали полека политички се ставаат адакта тие бројки на населението по национална основа и така натаму. И дали од таму доаѓаат идеите за промена во уставот? Би сакал да биде така, но не е така. Ќе ви кажам и зошто. Например, за време на локалните избори имавме една изјава од Артан Груби кој што кажа дека Кичево е воен плен од 2001 година. Немојте со изјавите, многу се важни печатите, хартијата. Како да кажам се, пазите, и политиката генерална. Подпредседател на влада подпредседател на влада излегува и вика Кичево е воен плен од 2001 година. И се зборуваме дали се граѓанизира држава. Каква граѓанска? Знаете подобро од мене дека се неавтентични изјавите кои се дадени во околности на избори. Ама он не е во афект. Секој се Чекај се, он е рационален човек. Не зборам за никој лично, кај нас јас сум кажал изјава дека албанец не може да биде председател. Изборите кај нас се афектна состојба и сите зборуваат во афект. Сите ветуваат нешто што не може да се оствари. Не, јас сметам дека за жал сега да кажам, вие сте дипломат, искусен и политичар. Да, мислам дека не е добро на изјави да ги вагате работите, нели? И да фаќате чекор. Видете, знаете дека токму спомнавте на еден од првите часови кои учите меѓународно право или дипломатија кои учите, знаете дека изјава на функционер, посебно на висок функционер, може да се земе во предвид кога се вадат случаи пред меѓународните судови. А може само проба да види како ќе реагира гласачкото тело во конкретен случај. Проба е кога ќе каже некој дека Кичево е воен плен од 2001 година. Се е тоа дипломатија, вие треба дипломатија е воен плен. Значи називот воен Кичево е воен плен од 2001 година е дипломатија. Вака, ние сакаме стигма да правиме од метафори. Не е метафора, каква метафора? Вика воен плен. Воен плен значи дека ако јадете живи луѓе, тоа вие верувате дека јаде некои живи луѓе во Европа, во Македонија конкретно, тој или е метафора? Не, па. Јас себе зборувам. А цела идеологија се изгради на јадење живи луѓе. Зошто имаме потреба да карикираме ситуации кои се многу јасни? Зборувам активно англиски, германски, португалски и шпански и разбирам француски. Со Лепен би се разбрале сега. Во ниеден од нив јадење живи луѓе вака звучи опасно. Ако сте биле на, не знам, во Бразил, имали надпревари во рагби? Да. Не, само сакам да кажам во Бразил. Само ова ми е важно околу живите луѓе. Дали има надпревари во рагби или тоа само во Северна Америка повеќе? Не, има. Кој ќе застанат двете екипи така наведнати да се турнат една во друга,
велат живи ќе ви изедеме. И тие се луѓе, па никој никого не изеде, нели? Добро, меѓутоа друго е тоа кога каже премиер и во македонски контекст се знае што значи тоа. Се Тоа знае, во значи смисла дека ќе тоа ве победиме, нели? Не, Тоа е. не, тоа значи ќе ве отпуштаме, ќе ве затвараме, ќе ве газиме и така натаму, што не пристане. Така лошо звучи. Режимски, нели? ние Груевистички малку. многу, да, или бранковистички се може. А, и така. И тоа беше режим, или се сеќаваме сега. Ова си враќаме еден на друг затоа што Не, бевме- имаше ли, не, јас Да. лично не ви префрлам. Имаше ли некаков друг режим освен груевистичкиот? Па како го во нарекувавме Македонија? периодот од 92 до 98 година? Кога ВМРО ДПМН ги откажа во вториот круг изборите? Не само ВМРО ДПМН, тогаш И на Гоше опозицијата партија, беше да. малце побројна. И не само тоа, току тогаш една друга партија што се викаше тоа време ПДП, НДП имаше свој забелешки околу целиот процес, значи таа етикетата режим во тој момент беше и малце посоодветна. Тогаш беше еднопартиски парламент, се сеќавате. Ова со Имавме на лоша Украина, ситуација. Да. сега пак како дипломат ве прашувам, иако време Повеќе. брзо ни изменува. Дипломатски можеше ли да се превенира или немаше шанси? Вака се. За прв пат после многу долго време се случува она што го викаат нели политика на големите сили. А тоа е нели пред малце употребивме метафора на рагби. Еден на рагби што се игра нели во мало, а друг е рагби што се игра во премиер лига во Британија, да речеме, во Англија, пардон, британска лига нема во рагби. Ова е таква игра, ова е игра на големите сили. И јас сум застапник на ставот дека секој конфликт може да биде надминат, доколку за тоа постои политичка волја. И предпоставам дека историчарите во иднина ќе проучуваат тоа, дали имало или немало политичка волја. Бидејќи се овој бавите со конфликт да јавност, биде- ме интересира околу пропагандите и кампањите. Тоа е вистинска војна од лажни вести, лажни информации, така, да, која е да. почната далеку години пред... Не, ова од кога постои човештвото имаме лажни вести на крајот на краиштата. Што се случува практично? Кој е ваше, како гледате на таа хибридна, како е велат, она информатичка војна? Видете, јас сум сепак сум имал имав 14 години кога се распадна на поранешниот систем и така натаму. И се сеќавате дека сите ние во тој период кој што се интересиравме, предпоставам дека вие имате малце подолго искуство со целата таа работа, умеевме да читаме меѓу редови. Така што, знаете, јас не сакам да се подценува интелигенцијата на народот. Се разбира дека постои хибридна војна, информатичка војна, пропаганда и така натаму, меѓутоа никој не треба да подценува интелигенцијата на народот. Лажна вест се гледа од километар. Не ми треба мене некој да ме учи што е лажна вест или Во што не е. конкретно случај, каде се лоцирани тие центри што пропагираат лажни информации, кампања? Па на сите страни се, како нормално е дека кога е војна, нели како беше прва гине вистината. И едните и другите во моментов излегуваат со лажни вести, преувеличени вести, напумпани вести и така натаму, меѓутоа нормално е дека окото на проследувачот, оној кој што долго време ги следел работите, ќе умее да разлачи што е вистинска вест од тоа што е лажна вест. Во конкретниот случај морам да бидам искрен дека за прв пат имаме една ваков сериозен судир каде што буквално ѓаволот ја има однесено шегата и каде што е многу тешко да се следи што се случува во еден Вие конкретен бевте момент. амбасадор во Да. Бразил, тоа значи во држава која беше во некаков сојуз со Кина, со Русија. Па Се не, тоа видите. чувствуваше ли таму во тие дипломатски комуникации дека малку се антизападно не, вака, ориентирани? видите, Бразил е поливалентен, не може вие да го оцените. Значи Бразил е Или едно сепак е тоа Америка? Не, Бразил е една од земјите на кои што тешко може да ја смислите во било која категорија. Значи има луѓе кои што го нарекуваат Бразил најдлабок запад, имајќи предвид нели историјата кој го основал, нивните писатели, нивните творештва и така натаму. Значи од најдлабок запад го имате, па се до тоа дека да речеме Бразил е земјата на најголемата африканска диаспора во светот, навистина 50% се или афробразилци или имаат некако такво потекло. И не само тоа, тие се членки, имаат сега барања да бидат членки на ОЕЦД, знаете, ОЕЦД е на најразвиените земји во светот. И се во БРИКС, и се во Г20,
и се во Организација на американските Цела земји. Јужна Америка е во економска експанзија покрај сите проблеми што ги имаат. Да, има малце проблеми. И идеолошки, Точно, и точно. демократски. Не, сакам да ви кажам дека во делот со Русија, Кина, Индија и Јужна Африка, точката каде што овие земји се среќаваат, не се однесува толку се однесува делумно на политичкото преуредување на светот, но главно се однесува на економското преуредување на светот. БРИКС е започнат и тера благодарение на тоа што тие барат промена на пропорцијата на гласачките права во Светска банка, Меѓународен монетарен фонд и така натаму. Значи тука тие се на една линија. Дури и во однос на реформата на Обединетите нации не се на иста линија. Например, Кина и Русија не сакаат реформа на Советот за безбедност. Додека пак Бразил и Индија, па и Јужна Африканската република сака, затоа што нели Моćни и големи. Германија Германија е една исто тоа, така. Да, Германија, Јапонија и Уште така сигнали натаму. одамно. Да, значи токму затоа, нели, кога зборуваме, сакаме ние во Македонија понекогаш да ги сместуваме нештата, знаеш, во чисти кутии. Ова е антизападно, ова е прозападно, ова е вака, ова е нака. Има земји каде што Светот е микс. Има земји каде што тоа не функционира. Ваму, например, не функционира. За крај, не истече за жал времето. Каде натаму Ивица Боцевски со амбициите во кариерата? Рековте, амбасадор би било пожелно, но заради комплексот од Северна да. не можете таму да Значи, влезете. Може во некој кабинет или не, некој министер утре по некои избори, пак прво, не можете, да. бидејќи не ви лежи Не. Северна. Прво ми остана некој... Останувате во приватниот Токму сектор. заради занимавањето со политиката, меѓу другото, не завршив некои своји приватни проекти, така што мислам дека е ова еден фин период, например, да се заврши докторат, фин период и некои други нешта се завршат во животот. Со среќа за тоа, но некоја покана ако дојде во меѓувреме, ќе се извага и Северната. Не, значи Северната нема никогаш да се извага. Не само тоа, тука еве со мене заборев да го донесам иако се договаравме, со мене уште плочата амбасадна Република Македонија во Бразил. Ја земав намерно, не сакам никој да ја фрли. Ке седи кај мене, додека не му ја предадам на оној кој што ќе ја постави повторно. Како што јас со овие раце ја поставив, некој друг ќе ја врати таму. Така, сите сакаме да сонуваме, но Не сонуваме. но реалноста е сурова. Па замислете па колку сонувале онаа генерација на линденците, 903-та. Замислете 41 година цел свет Имено. го контролираат, Имено. па ја одсонуваа Македонија, Аслом дојде многу брзо. 44-та на Така Аслом, што, ако тогаш е крстеле Северна Република, Не Северна де Боже. Македонија, Не бидејќи де Боже. во регионот Ќе биле отфрлени од народ. бидејќи регионот каде што се создавала државата е на север од регионот Македонија. Ама не е така Би било тогаш. можеби На Аслом, поприродно. на Аслом, ако се Сега- сеќавате, некоја друга Македонија сонувала. Па добро, ама запрелата е Македонија. 44-та година некоја друга Македонија. Ама заборавиле сонувала дека во таму Македонија. некој Черчил седи, па мафта Не, со ама, прст. видете, И некој Сталин кој вика Грција јас не ја делам, само сакам комунизам таму, но да не ги отвараме тие Меѓутоа, теми не само во тоа. друга прилика. И токму затоа, и токму заради тоа Северна нервира, затоа што Ивица Боцевски, само да кажам, сите ме нервира. Не, таа дезигнација гази врз коските и крвта на македонските партизани не само во Македонија, туку и во егејскиот дел на Македонија кои што се борија за своите културни права и не се изборија. За нашите македонци кои што се бореа во Пиринскиот дел на Македонија. Ема кај за своите сега на културни крај сме права на и не се мисијата изборија. некоректно Тоа е лошо. отварате друга тема која завлегува во делот на некоректноста. Никој не оспорува прогонот на нашите македонци. Па ако сакате и денеска во во источниот дел на Македонија, во Пиринска, со непризнавањето и на јужниот каде што е сега нели и Солун и Халкидики и Сереси. Самиот факт на согласување на Северна е спротивен на целата таа борба и целата таа голгота низ која што поминува. Дајте и шанса на македонците да бидат дел од светот. Па јас сум дел од светот, посебно, нели? јас сум дел од светот, ја читавте мојата биографија, и така го воспитам и моето дете да биде горд граѓанин на светот, но да биде и горда македонка. Јас токму затоа сакам да си држиме до свој на своето. Ако не држите свој на своето, никој на светот нема да ве цени. Како што ќе влеземе во светот? Како НАТО. Не како Македонија. НАТО потоа доаѓа, прво Македонија. Без Северна нема НАТО. Па А ваму велите да добро е НАТО. Не, без Тука Северна. паѓате во не многу паѓам, контрадикции. не паѓам, еве сега видите. Без Северна. Сепак, ве прашав за амбициите и ви реков Северна го покренав затоа што ќе добиете покана
се надевам нема да одбиете на некоја државна не знам. служба, а ќе бидете на Северна Ова се Македонија. хипотетички За жал, прашања и сега, сакам да ви да. повторам, за да биде јасно и за гледачите на Дистрикт, никој не посакува Северна. Па добро е тоа. Но животот... Ама што фали, што фали една декларација, за мене ќе биде доволно, навистина. За мене ќе биде доволно едногласно во собрание да изгласаат сите партии една декларација кај што ќе кажеме никој не ја сака Северна, но со сила го направивме. Ако тоа го направат, Ивица Боцевски, тогаш нема да во има името на вашата кариера, млад сте се уште, ако е до мене, ви подпишувам може и сега на салфетка, па... Не ја салфетка, некаде ќе не, еве една употребите. декларација во собрание. Јас немам сака глас да таму, ви- иначе да со задоволство. Ајде, Јавно кажам. една декларација Да. во собрание, едноставно заради едината на овој народ. Идејата не ви е лоша. Покренете петиција, дајте да собереме сакам. граѓански подписи, поднесете, па сакам. пратениците сакам. народни нека гласат. Дистрикт, цил престудија Ивица Боцевски, ви благодарам. Благодарам и јас.